Го гледате на новото издание на емисијата Спорт информатор на ТВ Ирис, спонзорирано од облажувалници Барса. Останете со нас. Европската фудбалска унија, УЕФА, на клубовите кои во сезоната 2014-2015 настапуваа во Лигата на шампионите, им подели вкупно 1033 милиарди евра. Најголем дел од тие пари пристигнале од спонзорствата и телевизиската гледаност. Од така наречениот Market Pool биле поделени 492 милиони евра, 275,2 милиони евра клубовите добиле за учество во Лига шампиони, 96 милиони заработиле согласно остварените резултати, а повеќе од 120 милиони евра поделиле во елиминацијската фаза. Јувентус е екипата која најмногу заработи од маркетот, дури 58,2 милиони евра, а останатите 30,9 милиони туринскиот клуб ги заработил со остварените резултати. Во споредба со Јувентус, европскиот првак Барселона од маркетот заработи само 24,6 милиони евра од вкупната сума која изнесува 61 милиони евра. На третото место на оваа листа се наоѓа ПСЖ со 56,1 милиони евра, а во топ 5 се уште и Реал Мадрид и Монако. УЕФА на клубовите кои се надпреваруваат во Лига Европа им подели 240 милиони евра, а најмногу заработи победникот Севилја 19,1 милиони евра, а потоа италијанските клубови Наполи и Фиорентина. Од 16 екипи колку што се надпреваруваат во Руската премиер лига, 6 се предводени од странски стручњаци и се уште не е познато каква ќе биде нивната судбина. Меѓу тренерите странци, најпознат е Андре Вилас Боаш, кој наводно веќе одлучил по завршување на сезоната да ја напушти Русија. Интересно, оваа одлука не се однесува на руската репрезентација, туку исклучително на клубските тренери. Најголемиот парадокс е во тоа што руските екипи натаму ќе можат да ангажираат стручњаци од странство, но тие не смеат да бидат главни тренери. Мориньо по серијата на лоши резултати се наоѓа под силен притисок, бидејќи англискиот шампион по 10 надпревари во шампионатот се наоѓа на 15-тото место со само 11 освоени бодови. Антонио Конте во кариерата бил тренер на Арецо, Бари, Аталанта и Сиена, а во Јувентус освои 3 шампионски титули во Серија А и 2 суперкупа на Италија. Челси во наредното коло ќе игра против Ливерпул, а како што шпекулираат англиските медиуми, собственикот Роман Абрамович веќе го загубил трпението и во случај на неповолен резултат ќе му врачи отказ на Мориньо. Надпреварот помеѓу Челси и Ливерпул ќе се одигра в сабота во 13 часот и 45 минути. Гледате Спорт информатора, сега е време за блок реклами. Клиперси рутенски стигнаа до втората победа во сезонава во дуел кој го одбележа центарот Деандре Джордан. Еден од најдобрите дефанзивци во лигата во летниот преоден рок ги договори условите со Далас, но на неполни 48 часа пред договорот да стапи во сила, тој го смени мислењето и остана во Клиперси. Джордан мечот го заврши со 6 поени, 15 скока и 4 блокади. Најефикасен кај Клиперси беше Блейк Грифин со 26 поени и 10 скокови. Џон Дженкинс со 17 и Дирк Новицки со поен помалку го предводеа Далас. Индијана водеше против Мемфис во најголемиот дел од мечот, но на крајот гостите се радуваа на победата во Индијанаполис. Во последниот период од играта, кошаркарите на Мемфис постигнаа 39 поени. Марк Гасол со 20 поени и 8 скока, односно Майкл Конли со 13 поени и 10 асистенции го предводеа Мемфис до победата, додека кај Пейсерси Џорџ Хил уфарли 20 поени. Кошаркарите на Атланта во храмот на кашарката Медисон Сквер Гарден во Њу Јорк ја демонстрираа играта од минатата сезона, кога беа најдобри на истокот и лесно слабеа над Никси. Джеф Тик со 23 поени и 8 асистенции и Ал Хрофорд 21 поени, 9 скока ја предводеа Атланта до победата, додека Робин Лопес се истакна во Њу Јорк со 18 поени.
втор пат за 2 години ќе имаме честа да го добиеме драгоцениот пехар како круна на уште една успешна сезона. Тешко ми е да се решам која титула ми е потрага, првата ланска или оваа втората што ја освоив, со максимален можен број на бодови, како потврда на квалитетот. Секако ово е потврда на одличната работа на сите во тимот, на сите чинители во нашата успешна приказна и возврат на довербата која спонзорите ја имаа во нас, изјави Идже. По 2 шампионски сезони на ридски патеки, Идже доби понуда да вози во многу поатрактивниот европски шампионат на кружни патеки, но за да може да се надпреварува во ова одбрано друштво, потребни се значителни финансиски средства, како што самиот рече, околу 300.000 евра годишно. Со 2 европски титули на брдо, веќе имаме потребно педигре и репутација во европските тркачки тимови на кружни патеки, кои има расположение да ни ја отворат вратата. Имаме начелни понуди од неколку добри тимови за настап во силни национални и регионални шампионати на кружни патеки. Секако, моја цел е да го задржам нивото и да ја продолжам кариерата во европскиот куп на кругот. Главната пречка секако се финансиите. Тоа ни е најголемата мака и тука ќе се води најголемата борба, додаде најдобриот македонски автомобилист. Заедно со гала настанот во Порто ќе се одржи и годинишниот состанок на ФИА и организаторите на трките од европскиот шампионат на ридски патеки. Домакините со минимални 32 наспрема 31 ги покажаа своите вредности и ги одржаа шансите за освојување на шампионската титула. Баптист Бенефон беше првото име на овој дуел откако постигна 7 гола и го следеше аргентинецот Диего Симонет со 5 погодоци. Кај шампионот на Франција Микел Хансен и Даниел Нарцис реализираа по 6 погодоци. Посум одигра Никола во најсилната француска лига. ПСЖ е во предност од 2 бода пред Монпелје и Сант Рафаел, кои имаат по 12 бодови. Поразот од Гер тешко ни падна на психолошки план. Тоа не беше вистинската слика за ЖРК Вардар. Бевме далеку од посокуваното ниво. Хипо е слаб тим, но тој триумф добро ни дојде за враќање на самодовербата. Со таа средба почнавме полека да ја криваме нашата форма. Ке сториме се за да победиме в недела. Данките не сакаат груба игра. Ние можеме со жестока одбрана да им создадеме проблеми. Тоа треба да биде нашата рецепт за успех, изјави Сања Дамјановик. Го познаваме Митјеланд, веќе 2 години играме против оваа екипа, знаеме за каков ростер станува збор. Нам ни беше многу тешко по оној порез од Гер да се вратиме во колосек, но верувам дека сме доволно фокусирани за овој меч. Знаеме дека данските екипи играат идентичен брз ракомет, без разлика дали играат на домашен терен или на гости. Мора да победиме. Јас верувам дека ќе дојдеме до посакуваниот триумф, нема да биде лесно, но оптимистички сум расположена во пресрет на оваа средба, изјави Кастратовик. Јан Питлик, како дански стратег, сигурно е многу добро запознаен со квалитетот на данскиот шампион. Тренира 7-8 ракометарки на Митјеланд во данската репрезентација и сигурно добро ги знам нивните квалитети. Ова е скандинавски стил против балкански стил на ракомет. Јас како скандинавец секогаш сум имал проблеми кога сум играл против балкански селекции или клубови поради физичкиот стил на игра што се практикува во овој регион. Многу е важно да се игра жестоко, бидејќи Митјеланд не игра со многу контакт. Бив малку изненаден од нивната победа во Гер. Таму играа многу добро, но верувам дека нашите шанси за победа в недела се големи, истекна Питлик. Во најсилното ракометно надпреварување на стариот континент, Лигата на шампионите, се одиграни 6 кола по кои Европската ракометна федерација ЕХФ со помош на 5 експерти новинари направија рангирање на екипите според прикажаното во досегашниот дел од сезоната. Според 5 новинари, Том О'Бранаган од Ирска, Питер Брун од Данска, Немања Савик Србија, Кевин Домас Франција и Бјорн Пацен од Германија, македонскиот шампион Вардар се наоѓа на втората позиција веднаш зад Веспрем од Унгарија. Изненадувачки лидер во групата Б не е ниту актуелниот првак Барселона, ниту учесникот на завршниот турнир Килце или пак Раен Некароливен, туку македонскиот шампион Вардар. По киксот против Колдинг, Империјата го возврати ударот против Килце, победувајќи и доминантно, со 10 гола разлика. Вардар прикажа импресивни надпревари и е добро воигран, балансиран што секако е резултат на работата на тренерот Раул Гонзалес, но и на паметните трансфери како Хорхе Махеда и Александар Диреван.
Ако македонскиот состав ја одржи оваа форма, сонот за пласман во Келн ќе се исполни, стои во објаснувањето на ЕХФ. Тоа беше се во ово издание на емисијата Спорт информатор. Со нови спортски информации се гледаме повторно утре.